Македонија е мало парче на земината топка, но гигантска со историското, културното и со уметничкото наследство. Моćните цивилизации оставиле на овој простор неизбришливи траги, зданија што се вишат кон небото, градби кои сраснале со македонската почва, блескави звезди од Гутенберговата галаксија. Кога сето богатство на плотна убавина, човечка мудрост и духовна возвишеност би се опишало лаконски, би рекле само едно. Ова е раскошна книга на творечкиот самопрегор на една земја, на нејзиниот народ. Ова е македонска енциклопедија.
i promislom velikago Boga, Gospoda našego Isusa Hrista, trudih se o sem pisani, nedostojni i manši v človecech narečeni Jakov. Iže truždah se od mnogimi vremeni i leti za sije delo k svetim knjigama. Поволјата и мислата на големиот Бог Господ, наш Исус Христос, се трудев за ово пишување јас недостојниот и најмал меѓу луѓето, наречен Јаков. Се трудев долго време и години за ово дело, како света книга. Во планинските беспаќа и дивини на Осоговските планини, во кањонот на реката Каменица, сместена е современа, урбана рударска населба со истото име. Таа е само навидум од најново време. Во опишуваните историски документи за животот на населението од Пијанец, како и за неговиот културен развој, освен од преданијата и од историските документи, малку повеќе дознаваме и од записите на првиот македонски печатар Јаков од Камена река. Планинскиот масив Осогово во стариот, а особено во средниот век, бил предел со особено интензивна рударска и топилничка активност. Сведоштва за тоа има во изобилие. Да споменеме некои од нив. Рударски објекти, алатки од тоа време, како и траги од топилничка активност. Значи, рударството во овие краеви со различен интензитет постоело од секогаш. Но со доаѓањето на сасите како рударско племе на Балканскиот полуостров, а со тоа и на овие простори, рударството зазема поголем замав. Тоа е и разбирливо зашто сасите во овие краишта дошле со единствена задача – да го поттикнат развојот на рударството. Масовното доаѓање на сасите е забележано околу 1250 година. Тогаш во Дубровник се споменува дека во 1253 година видно бил зголемен увозот на метали, пред се на злато и сребро. Тоа се објаснува како резултат на зголемената рударска активност и доаѓањето на сасите на Балканот. Металургијата и рударството во времето на сасите има голем интензитет, што е осведочено по многобројните алатки кои и денеска може да се најдат по Осоговските планини, по металуршките остатоци кои се доста често наваѓат, по старите окна кои ги среќаваме на голем дел на теренот, но нивната свежина денеска е доста изгубена. Во овие простори дошле две германски племиња. Едните биле саси, кои својата дејност ја правеле во добивање на олово како метал и сребро. Другото племе, германско, биле алиманите, кои не се толку задржале во овие простори и не оставиле така значајни траги, но топонимот Калиманци потекнува од алиманци и тие повеќе се занимавале со добивање на други елементи, а пред се знаеле за добивањето на златото од речните наноси.
Рударите Саси, доаѓајќи во нашите краишта, со себе ги носели и своите цивилизацијски придобивки. Иако во прв ред биле рудари и топилничари, тие донесле на овие простори и сознанија од областа на науката и техниката, што не му биле познати на местното население. Многу од нив во 17-тиот век се вратиле во старите постојбини, но дел останал, се претопил од местното население, го загубил својот јазик и религија. Но ги зачувале германските имиња, како што е, например, личното име Роте или топонимот Шлегово. Сотворите в них суд написа. Сотворите в них суд написа. Првата печатена книга во светот е Библијата. Тоа се случило во 1456 година со револуционерното откритие на Гутенберг. Македонците спаѓаат во редот на оние народи кои само 100 години подоцна меѓу првите го прифатија ова револуционерно откритие. Дека македонскиот народ и во далечниот 16 век ја еманирал својата духовна култура и самобитност ширум светот, истовремено вградувајќи ги вредностите на собствената традиција во светската ризница на цивилизацијските вредности, сведочи и часословот, првата книга печатена во Венеција на црквено-словенски јазик од македонец Јаков од Каменарека. Чувството на гордост за големиот цивилизацијски потват на овој самосвоен македонец, кој духовните и национални корени на нашиот народ ги закопал мощно длабоко и цврсто во времето, беше измешано, барем досега, со чувството на неупатеност, неистраженост, на негрижа на нас самите за овој великан на нашата историја. Во поговорот на книгата се потрудил да остави исцрпна забелешка за себе. И аз, Убо Јаков, родом и отечеством, бех ижев подкрили великие гори Осоговцеј, близ Коласијскаго града од место нарицаема Камена река. Од племена свештеническаго и нарочитаго страни, тој е од древни времен. Јаште што погреших рукою или езиком, грубо или неисправно, того ради молю сех вас и коленом накасаю се и душевную мил седеju, простите јако да и всех всеблаги Бог примет и не лишит Царства Небеснаго бесконачнije веки. Амин. Česnejšuju heruvimi, slavnejšuju, bezstravnjenija serafim, bezislenija Boga slova rošuju, sušuju Bogorodicu tja veličajem. Jako so
Sotvori mnie veličije silni i svjato imja Jego i milost Jego rodi roda, bojašim sja Jego. Češnješuju heruvim i slavnješuju bezsravnjenija serafim, bez istlenija Boga slova rošuju, sušuju Bogorodicu tja veličaje. Sotvori državu mišceju svojeju, rastoči gordija misliju srca ih. Izidoh od Makedonije otečestva mojego i vonidoh zapadnih stranah bliz Starago Rima v grad Venetija. Povelenijem i promislom velikago Boga, Gospoda našego Isusa Hrista, iže tružda se od mnogimi vremeni i leti za sije delog svetim knjigama.
До сега се сметаше дека во 421 година од нашата ера Венеција ја основале бегалци, кои во географските одлики на тоа место дале можност за ефикасна одбрана од барбарските орди. Градот го добил името според племето Венети, кое живеело во лагуната и се занимавало најмногу со риболов. Едно ново археолошко откритие укажува пак дека Венеција е основана порано отколку што се мислеше и дека нејзини основачи се римјаните. Италијанскиот археолог Ернесто Канал на еден ненаселен остров во Венецијанската лагуна, околу 2 метра под нивото на водата, пронашол остатоци од под на една римска вила. Градбата потекнувала од првиот век на нашата ера, што значи дека градот постоел 300 години порано отколку што се мислеше досега. Во почетокот на 16-тиот век, или поточно во 1519 година, овде во Венеција е отворена и веќе работи печатницата на истакнатиот црногорски печатар и културен деец Божидар Вуковиќ. Подоцна работата од својот татко ја наследува и со печатницата раководи неговиот син Виценцо. Кога во 1565 година Јаков од Каменарека по долго и напорно патување пристигнува во Венеција, не му било тешко да ја пронајде работилницата печатница и да се запознае со синот на Божидар Вуковиќ, Виценцо. Со известна техничка култура, со која веќе Јаков располагал од гледањето и учењето на рударите што биле дојдени во неговите краишта, не му било тешко да се снајде со старите калапи од печатницата на Божидар Вуковиќ или, како што вели тој, и од многу време неупотребувани. Според времето за кое ја отпечатил својата книга, 3,5 месеци, а која содржи 268 листа, може да се претпостави дека Јаков имал известно печатарско искуство. Но дека бил многу трудолюбив и упорен во работата, не треба да се има никакво сомнение. А нам, великиот Бог ќе ни прости за големиот грев што го сторивме, тоа Јакова наш, место во одежда црна, го облековме по тогашната мода. Намерата меѓутоа ни е чиста, а го молиме Бога за прошка. И да го проследиме сега искажувањето што ни го оставил Јаков во поговорот на книгата. Богородице Дјево, радуј сја, благодатнаја Марие. Повелением и промислом велика го Бога, Господа нашего Исуса Христа, изидох од Македонија, отечества моего, и вонидох за патник странах близ Стараго Рима в град Венетија. И тамо обретох стари калапи Божидара воевода и егова сина Виценца, од многи ми времени неписани. И почех писати сие мале книги. Часословци сегодишно е собрание од месеца септември до месеца августа. И јас, Убо Јаков, родом и отечеством бех ижев подкрили великие гори Осоговцеј, близ Коласинского града од место нарицаема Камена река. Того ради молю сех вас и коленома касају се и душевною милосердiju, простите јако да и всех се благи и Бог примет и не лиши царства небеснаго в бесконачнije веки. Амин. Почеши се писати сие книги в лето 7.070
24. месеца маја, 15. ден, а заврши се месеца августа, 30. ден, во веленарочитом граде Венеција. Часословот е канонска книга, која на времето се користела во црковните обреди и молитви. Отпечатена е на црквено-словенски јазик, со црквено-словенска кирилица, во тоа време официјален црковен јазик кај сите словенски народи. Насловите, иницијалите и делови од текстот се печатени со црвена боја. Илуминацијата е изразена преку иницијали и знаменца. Има 33 кватерниони. Шрифот е ситен и во полна страница има 22 реда. Пагинацијата е со латински букви и со римски броеви на првите 4 листа од кватернионот. Часословот се одликува со богатство на цртежи и орнаменти што Јаков сам ги правел. Во него се застапени 31 илуминација, всушност отпечатоци на оригинални дрворези, како и 47 знаменца и винјети со кои е украсен текстуалниот дел. Погледнато од техничка и уметничка страна, тоа е една од најбогатите книги отпечатени во печатницата на Божидар Вуковиќ. Уште да кажеме дека часословот на Јаков од Каменарека има 268 листа или 563 страници. Форматот му е 14,5 на 9,5 сантиметри. Еден примерок од часословот е пронајден во 1968 година во една куќа во Струга. Луѓето, газдите, си ја имале и чувале како старина, фамилиарна реликвија што се предавала од колено на колено. Пред неа на празници, а и често на сведен, палеле кандила. Се молеле на Бога. Таа за нив е стара црквена книга што ја чувале како светиња, а тоа е. Издавачкиот проект на Јаков од Камена река, врзан за печатењето на литургискиот кодекс, познат под името Часослов, една литургиска книга која што во себе си ги содржи поетско-литургиските текстови што го заокружуваат и го сочинуваат дневниот литургиски циклус или богослужбен круг, е од исклучителна важност за македонската писмена култура. Имено, тој проект е извршен некаде во текот на 16-тиот век, печатен во Венеција, еден град надвор од тогашната турска отоманска империја, со што ни се дава до знаење за мощни тешките услови под кои што нашите православни теолози живеат и творат во Македонија. Имено, во тој период, ниедна богословска школа во Македонија не работи. Овој потфат беше единствено возможен токму во Венеција, еден културен центар на богословската писменост, врзана за православниот живот и богословските школи на православните народи, омеѓени и детерминирани од тогашните граници на турската отоманска империја.
Фактот дека издавачката дејност под турците кај нас бил замрен, ни дава до знаење за исклучителната важност што оваа чудесна и многу значајна книга за богослужбениот живот на нашиот народ е печатена во Венеција од наш човек. Овој литургиски кодекс на богослужбена поезија ги содржи часовите и дневните богослужби од типот на утрената богослужба, вечерната богослужба, полночницата, утрената и повечеријата. Со појавата и печатењето на часословот, Венеција ја доживува судбината да биде едно од македонските духовни светилишта докаде допреле трагите на македонскиот народ и на македонскиот дух, ширејќи се од земјата на манастирите и на Климентовиот универзитет, од колевката на словенската култура и писменост. Во печатницата во Венеција, 3 години по печатењето на часословот, е печатена и црковна книга што носи наслов Псалтир со последование. Ја напечатил именјакот на нашиот прв печатар Јаков Крајков од Софија. Токму во неа се споменува еден многу важен податок за нас, а тоа е упатството за сите оние што сакаат да ја купат оваа книга, дека можат да ја добијат во книжарницата на Кара Трифун во Скопје. Недвосмислено тоа укажува на еден значаен факт дека во Скопје во средината на 16. век, или поточно во 1569 година, се наоѓала и првата книжарница на Балканот. Сигурно таа не продавала само книги. И аште, кому која потреба всхоштет од светих книг, то вса сија суд принесена вместо Скопје у Кара Трифуна. Од ова писание се гледа дека книгите од оваа печатница се испраќани во Скопје, откаде што се ширени на целиот словенски југ. Тоа е драгоцен документ кој доволно јасно зборува со соработката меѓу црногорската печатница на Божидар и Виценцо Вуковиќ во Венеција и македонската книжарница или стовариште во Скопје во средината на 16. век. Во оваа емисија немавме намера да правиме книжевна анализа на часословот на Јаков од Каменарека, ниту да бараме книжевни вредности во неа од проста причина што содржината на книгата е строго црквено-религиозна. Но затоа сакавме да го осветлиме појавувањето на часословот во 1566 година од културно-историски аспект и да му оддадеме почит и признание на човекот кој македонската култура, македонското духовно творештво го израмнил со европските традиции. Во секој случај, неговото име ќе остане забележано како маж кој овде кај нас ги донел првите проблесоци на модерната европска култура, надградувајќи ја со тоа големата книжевна традиција претходно создавана на ова тло. Излегов од Македонија, од мојата татковина, и дојдов во западните страни, близу Стариот Рим, во градот Венеција, и таму наидов на стари калапи од Божидар војвода и неговиот син Виценцо, од многу време неупотребувани. Јас, Јаков, од родното ми место, што се наоѓа во полите на големите Осоговски планини, близу до Каласискиот град, од местото наречено Каменарека, од свештеничко семејство, познато во тој крај од давнешни времиња. Иако нешто погрешив рачно или јазично грубо или неточно, ве молам најпокорно да ми простите. Почнав да ја пишувам оваа книга во лето 7074, 1566,
во мај, 15-тиот ден, а ја заврши во август, 30-тиот ден, во беленарочниот град Венеција. Појавата на Јаков од Каменарека во венецијанската печатница, како и распространетоста на печатените изданија од оваа печатница во Македонија, најверојатно се должи на бурниот културно-просветен живот што се одвивал во средниот век на овие наши македонски простори. Токму во тоа време во североисточна Македонија зрачи со својата изразита дејност Кратовската книжевна школа, од која што денес е сочувано познатото Кратовско четворо Евангелие од средината на 14-тиот век, како и подоцнежните писатели како што се Димитар Кратовски од 15-тиот век и Поп Јован Кратовски од 16-тиот век, кој формирал дури и Кратовска илуминаторска школа. Се е тоа одблесок на бурната Охридска книжевна школа, во која се создадоа врвните славистички остварувања во светската култура, како што е Асемановото Евангелие, едно од најубавите книжевни дела во светската книжевна ризница, потоа Зографското Евангелие, Болонскиот псалтир и така натаму. Тука се наоѓаат надалеку познатите манастири, Свети Јоаким Осоговски, во кој што испоснувал македонскиот светител Свети Јоаким Осоговски. Токму во овој манастир се наоѓа еден од најакустичните храмови во Македонија. Манастирот Свети Прохор Пчински, еден од најраскошните манастири во Македонија, во кој се движел овчеполскиот светител Свети Отец Прохор Пчински. Овде, во овој манастир, е создадено огромно книжевно наследство. Свети Гаврил Лесновски е познат манастир во кој што испоснувал македонскиот светец Гаврил од село Осиче, Кривопаланечко. Манастирот бил главно седиште на книжевната работа, во кој се истакнал засега најстариот познат книжевник од овој крај, Атанислав Лесновски, автор на Оливеровиот Минеј и Лесновскиот Паренесис. Во сите овие манастири се пишувани и препишувани книги. Создадено е огромно книжевно наследство кое што извршило силно влијание кај целиот словенски југ, така што појавата на Јаков Каменоречки не е случајна. Таа е рефлексија на една развиена културно-просветна средина. Целосно земено, делото на Јаков и изданијата отпечатени во венецијанската словенска печатница на црногорскиот културен деец Божидар Вуковиќ и неговиот син Виценцо извршија силно влијание на културно поле кај словенските православни народи, меѓу кои спаѓа и македонскиот, давајќи му ги првите отпечатени богослужбени книги, со што ги доближи до технички поразвиената Европа.
Bogorodice Djevo, raduj sja, blagodatnaja Marije. Gospod s tobою, blagoslovena ti v ženách i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodila jesi duš naših. Bogorodice Djevo, raduj sja, blagodatnaja Marije. Gospod s tobою, blagoslovena ti v ženách i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodila jesi duš naših. Bogorodice Djevo, raduj sja, blagodatnaja Marije. Gospod s tobою, blagoslovena ti v ženách i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodila jesi duš naših. Aliluja, 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 slava tebje Bože. Aliluja, 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 slava tebje Bože. Aliluja, aliluja, aliluja. Slava tebje Bože.